Од домашен притвор во Шутка, апелациониот суд ја уважи жалбата на обвинителството со што ја преиначи мерката, па екс-медицинскиот директор на онкологија Нино Васев доби ефективен притвор. Обвинителката Фатиме Фетаи пред апелациониот суд образложи дека обвинителството бара ваква промена поради тежината на делата кои му се ставаат на товар, бидејќи ефективниот притвор е единствена гаранција дека Васев нема да избега и дека успешно ќе се спроведе судскиот процес. Врз основа на прибраниот доказан материјал, основното јавно обвинителство Скопје основано може да очекува донесување осудителна пресуда. Колку што е поизвестно случувањето со можноста од осуда на ефективна казна затвор, така и се зголемува опасноста од бегство. Мерката притвор и единствено мерката притвор представува доволна гаранција за обезбедување присуство на осомничениот и за успешно спроведување на кривичната постапка. Васев претходно пред судиите побара да се брани од слобода, а неговиот адвокат жалбата на обвинителството ја нарече неоснована. Причина, екс-директорот на онкологија целосно соработувал за расветлување на случајот. Останувам кон наводите на жалбата. Во жалбата е наведено се. Барам честно судење и сакам да се бранам во постапката, но барам да се бранам од слобода и да се укине домашниот притвор. Во меѓувреме се очекува апелација да донесе одлука и за поранешниот организацијски директор на онкологија Нехад Нухи, кој исто така е во домашен, а и за него обвинителството бара ефективен притвор. Судењето започнува на 11 јули, а предметот во кој Васев, Нухи и уште 3 лица се гонат е поделен во 2 дела. Според првото обвинение, првоосомничениот Васев и Нухи ја злоупотребиле службената положба со незаконска набавка на лекови со што прибавиле значителна имотна корист, а буџетот го оштетиле десетици милиони евра. Второто обвинение што го поднесе обвинителството се однесува на третманот на пациентите и опфаќа 4 лекари онколози, меѓу кои и Васев. Тој во соизвршителство со друг лекар од истиот одел на кој работеле се товари дека извршил продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување болни. Медицинските вештачења утврдиле дека кај 29 пациенти Васев како првообвинет применил очигледно неподобен начин на лекување, спротивно на медицинските упатства, одстапувајќи во дозирањето и во фазата на лекување, давал лекови од новите генерации таргет имунотерапија, со што тешко го нарушил здравјето на пациентите.